Патриотските здруженија, граѓанска мобилизација или опасност од постројување во паравојна или параполициска формација. Што се крие зад обединувањето на македонските патриотски здруженија во Македонски национален фронт и кои се пораките од повелбата што ја испратија? Носили кризата ризици од судир народ против народ. Вечерва во топ тема на ваша страна истражуваме кои се целите на Македонскиот национален фронт. За топ тема на ваша страна говори и Горан Ангелов, председател на Македонското патриотско здружение Андов Јанев Ќосето од Велес. А сите посочени дилеми ги анализираме и со дебата во студиото. Мои вечерашни гости се Стојанче Ангелов, Александар Даштевски, Благоја Марковски и Љубомир Ѓурчевски. Почнуваме за кратко, веднаш по рекламите. Останете со нас. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна. 22 македонски патриотски здруженија, дел од нив официјално регистрирани, дел како неформална иницијатива, се обединија во Македонски национален фронт. И минатата недела на состанок во Велес донесоа повелба во која меѓу другото порача дека со сите расположливи, насилни и ненасилни средства во контекст на актуелнава политичка криза ќе се спротивстават против сите облици како што стои во повелбата за рушење на Република Македонија. За сите дилеми кои што доаѓаат од овие најави во основа цивилни организации, вечерва разговараме со моите гости. А тоа се Благоја Марковски, безбедносен експерт. Добро вечер и добре дојдовте. Господин Александар Даштевски, универзитетски професор, вечерва во својство на политички аналитичар, инаку и председател на Комисијата за заштита на дискриминација, но тоа не е тема вечерва. Господин Љубомир Ѓурчевски, поранешен полициски началник, исто така експерт од оваа област, и Стојанче Ангелов, председател на Достоинство. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Но како вовет, кој се е дел од Македонскиот национален фронт? Која е целта на повелбата? За сето ова истражуваше Билјана Николовска. Каде со добро, каде со лошо, исплаши, убеди и владеј. Името на авторот на оваа мисла го носи од неодамна формираното Македонско патриотско здружение од Велес. Андон Ќосето, или како што се јавува и Касапот, бил инспирација за 150 на велешани, кои одлучиле да се зачленат во здружението, кое, како што велат, има за цел да го чествува името на овој револуционер. Со председателот на здружението се сретнавме во Велес. Вели дека целта им е Ќосето да не биде заборавен револуционер. Таа неправда сакавме да исправиме. Многу македонски патриоти се заборавени во сотекот на времето, со промена на системите. Со се сакаме едноставно да ги извадиме од калта тие патриоти. Значи чествуваме, одиме сегде. Значи се бориме младите да дознаат кои биле патриотите во Македонија. Но слично како што поставувањето на споменик на Ќосето предизвика реакција во јавноста, така и некнувањето на ова здружение. За дел е нормално да се чествуваат луѓето кои се бореле за слободна Македонија. За дел е недозволиво, оти Ќосето го сметаат за терорист, кој убил преку 100 луѓе, меѓу кои сопствениот брат и кој не барал начин и средства за да го стори ова. Но ова не е единственото патриотско здружение кое е формирано во земјава во последниве неколку месеци. Тодор Александров од Битола е првото. По ова никнаа речиси во секој град. Заедничко за сите е што го имаат предзнакот Македонско патриотско здружение, што носат име на личности од историјата, што имаат амблеми со оружје на нив, но и што ги поддржуваат политиките на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Премногу е напумпана работата околу здруженијава во негативен контекст. А ние како здружение застапуваме, например, Андон Ќосето застапува политиката на ВМРО-ДПМНЕ. Национално ние сметаме дека ВМРО-ДПМНЕ ги кренал националните чувства во Македонија и стоиме за тоа. Исто и за другите. Ја не знам од каде е негативен контекст за здруженијата. Но пред 10 дена 21 патриотско здружение добие уште еден заеднички сврзник. Потпис ставија на повелба, врз која се заколнаа дека со сите можни средства и методи ќе се борат против сите облици на рушење на Македонија. Истакнувајќи ја неповредливоста на суверенитетот, територијалниот интегритет и унитарниот карактер на државата, се обврзуваме дека грижата за нив се наш заеднички највисок приоритет
и определба. Се определивме да го дигнеме гласот и да го повикаме народот, да го проблематизира начинот на кој се донесуваат одлуките. Сметаме дека прашањето за опстанокот и просперитетот на државата не е само работа на политиката и институциите, туку пред се витален интерес на народот. Да не дозволиме да се доведе во опасност концептот на унитарна држава со само една државна власт. Државната територија е неделива и неотуѓива. Службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо, неменување на името Република Македонија и спроведување на попис на населението. Подготвени сме со сите расположливи, ненасилни или насилни средства да ја браниме татковината и да ја почитуваме јасно изразената волја на народот како единствен носител на суверенитетот и државноста на земјата. Токму овој последен дел од повелбата предизвика бурни реакции во јавноста. Авторот Јане Ченто од Прилепското здружение Пера Тошев денеска не можеше да даде изјава за топ тема на ваша страна, за да открие што подразбира под насилни и ненасилни средства. За соборците од ќосето тоа не е повик за насилство. Сметаат дека социјалните мрежи дел од медиумите шират непотребна паника. Никој здружение не направило досега, мислам, негативна работа или не направило лоши работи во држава. Се е тоа фабрикувано од една страна. Ја не знам зошто ние не сме сгрешени на никој кој здружение. Јас зборувам лично за Андон Ќосето и за другите. Деновиве во јавноста пак за обединувањето на така наречениот македонски фронт од здруженија се отвори прашањето дали се формира паравоена формација која би требало да биде предмет на истрага на институциите. Тие пак го негираат ова. Не поседувам оружје, јас лично не поседувам оружје. Па не знам ја тој контекст за повикување кој здружение. Ние кој здружение не поседуваме никој оружје, немаме никој дозволи за можеби поединци да имаат. Не знам како да ви кажам. Ние со ненасилни средства за сега како што действуваме така ги продолжиме и натаму. Се додека не бидеме испровоцирани, на пример, докато не нападнат. Нормално да се браниме. До сега дошла полиција, јавно обвинителство, нешто кај вас да не знам зошто би дошло. Не сме направили ниедно кривично дело до сега. Сепак од ова здружение велат дека како и досега, така и од сега ќе бидат во првите редови на протестите. Соработуваат со иницијативата за заедничка Македонија. Се противат на прифаќањето на така наречената тиранска платформа. Не ја исклучуваат можноста, како што велат, да делуваат ако се испровоцирани. Ние ќе застанеме зад народот и ствари пред народот ќе застанеме. Значи не дај Боже ако има нешто, ако има потреба од такво нешто, ние секогаш ќе бидеме пред народ, ние ќе го водиме тој народ. Например, зборувам за заедничка Македонија. Ние нема да дозволиме народот да оди напред, ние ќе одиме напред здруженијата. Тоа значи дека би влегле да речеме ајде. Зависи од ситуација. Зависи од ситуација како се движат работите. Официјално во Централниот регистар се заведени 3 здруженија. Неколку се во процедураот и во своето име го содржат името на земјата Македонија. Па Министерството за правда според законот е она кое треба да одобри. Од името и целите не се откажуваат. Од партијата, само ако таа се откаже од досегашните идеали. Ние ќе ги застапуваме политики на ВМРО-ДПМНЕ се додека ги бранат националните интереси. И ќе застануваме за нив. Се до тој момент, кога ги напуштат националните интереси, или нема, или ќе прифатат платформи, како што прави СДС, тогаш ќе застанеме исто и против нив. Тоа беше анализата и истражувањето на Билјана Николовска околу целите и мотивите за формирањето на македонските патриотски здруженија и нивното обединување минатата недела во Македонски национален фронт. Се ненасилна паника и фабрикување на страф, вели председателот на Андов Јанев Ќосето, Горан Ангелов. Како вие гледате на сето ова што се случува, на формирањето на овие веќе 22 патриотски здруженија, од кои за сега само 3 се официјално регистрирани? Според законот за здруженија и фондации на Република Македонија, дополнет и изменет 2014 година, секој граѓанин има право да се вклучи во организацијата, а најмалку 3 граѓани можат да организираат здружение или фондација. Од тој аспект неспорно е дека
и овие здруженија законски можеле тоа да го направат. И од тој аспект исто така може да се разбере дека тие со вклучувањето или организирањето во определена организација како невладина организација, односно граѓанско здружение, прават своја програма, имаат своја платформа и врз нив дејствуваат. Меѓутоа, законот за здруженија и граѓани е дециден дека здруженијата и фондациите можат да се занимаваат со било која сфера од општественото живење, но тоа се непартиски организации. И всушност во ова што го слушаме и од изјавите на и формираните и оние здруженија кои се во формирање, нивната цел, без оглед на таа платформа со која се организирале и регистрирале во регистерот на здруженија и фондации. Се извинувам, оно што е специфично е дека многу повеќе на платформата или на програмата, многу повеќе внимание се обрнува, на пример, на името. Еве, Андов и Јанев Ќосето биле принудени да чекаат 2-3 месеци дозвола од Министерството за правда, дали може да го користат тоа име. И биле заведени во Централниот регистар, дури откако го добиле потврда дека може да го користат. И тоа е сосема законски исправно, затоа што Централниот регистар при регистрирањето на здруженијата и фондациите мора да добие дозвола или да провери дали има некое здружение веќе формирано и организирано и регистрирано со тоа име, и од друга страна дали тоа здружение на некој начин може да ги разнебитува определени вредности во самото свое име. Значи, малку да ја стеснеме дебатата. Оно што предизвика очигледно внимание во јавноста е повелбата која што беше, слушнавме дел од таа повелба, таа е испечатена и тука нема дилеми дека стои она со ненасилни или насилни средства ке ја браниме државата. Сега се чини дека од тука почнуваат сите проблеми и дилеми. Колку една граѓанска организација, нека се и 3 регистрирани, авторот на повелбата припаѓа кон веќе регистрирано патриотско здружение од Прилеп со своја платформа која што поминала во Централниот регистар. Меѓутоа, колку еве овие повици, повелби за одбрана на државата до последната капка крв со сите насилни и ненасилни средства, колку сето тоа излегува надвор од она нормално граѓанско здружување или граѓанска мобилизација за остварување на некаква граѓанска платформа. Значи, не случајно го направив тој вовед за да дојдеме до конечно ова, дека со оваа платформа тие фактички одстапуваат од нивните програмски ориентации, бидејќи претпоставувам не можеле со ваква програмска ориентација да бидат регистрирани во Централниот регистар, и што е многу посериозен проблем, јас би рекол не така наивно, дека тие се залагаат да се одвиваат нивните активности со насилни и ненасилни средства. Насилни средства во Република Македонија може да употребат само 2 институции, државни институции. Тоа е полицијата за создавањето на внатрешниот ред и мир, и тоа е армијата за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет, а ниједна друга организација тоа не може да го застанеме тука, ќе продолжиме со анализата, да ги слушнеме ставовите и на останатите. Господине Ѓурчевски. Видете, по однос на она што е интересно во оваа платформа и овај дел каде што во платформата се инсистират на насилно или ненасилно штитење на територијалниот интегритет и суверенитетот на Република Македонија, по мене треба да се барат основата зошто и одредени, односно голем број на такви здруженија се уште чекаат да бидат регистрирани во Централниот регистар, затоа што законот за едношалтерски систем на Централниот регистар јасно и гласно му наложува дека тој е должен во постапката да провери дали одредени делови од статутите и од платформите на подносителите на барањето за регистрација се во спротивно
одобрено со уставот или со законите на Република Македонија, но тоа е друга надлежност. Јас сакам да се вратам точно на овај дел. Видете, по мене ова е многу симптоматично и прашање кое што не смее да биде подценето од безбедносните експерти во Република Македонија од проста причина што повикот за насилно или ненасилно зачувување на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија треба претходно да биде јасно определен со кој се тоа действија и од кои се правци територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија е загрозен. Што сакам да кажам? Председателот на Република Македонија, согласно своите надлежности, е должен во услови кога некој повикува дека територијалниот интегритет и суверенитет е нарушен или е загрозен, тој е должен веднаш да го свика Советот за национална безбедност и во рамките на неговите надлежности на Советот да се изградат јасни ставови и правци и да кажат дали навистина во Република Македонија во моментов имаме состојба на нарушена безбедносна состојба, односно дали територијалниот интегритет и суверенитет е загрозен, за да ни се појавуваат вакви здруженија кои што со својот повик за насилно или ненасилно преземање. Се извинувам, председателот Иванов тоа го кажа. За последен пат го кажа во петокот во интервју за Хрватската радио телевизија, каде што рече дека целта на така наречената албанска платформа е Македонија да биде во иднина или во крајна фаза распарчена и делот така наречена Голема Албанија. Точно сега на тоа сакав да се навратам, да се навратам на платформата која што се земат како основ за еден од ризиците, од безбедносните ризици кои што представуваат идна можност за евентуално нарушување на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Но ние до ден денеска се уште немаме јасна безбедносна проценка од ниту една званична и валидна државна институција, одејќи уште повеќе од тоа што во моментот во Република Македонија единствено легитимно избрана институција е председателот на Република Македонија. Се друго ни е во оставка или избрани пратеници каде што се уште немаме формирано собрание. Меѓутоа и да ја имаме, а ја немаме како што велите вие, ако е така, тогаш грижата останува на институциите, не на поединци. Точно тоа сакав да го посочам. Видете, платформата така како што е дадена и онака како што јас сум можел да го слушнам целиот овој период, значи таа е основ по кој што некој бара да се отвори политичка дебата. Знаете што, по мене прашање да оставиме платформата за подоцна, нема проблем, ќе ја дискутираме, меѓутоа да им дадеме. Таа не представува по мене некој сериозен безбедносен ризик и импликација барем во моментов. Таа треба да се преговарат и ако таа излези надвор од уставната рамка, нормално дека треба да биде јавно отфрлена. Дашевски, која е вашата позиција? Дали ова обична граѓанска патриотска мобилизација или сепак треба да има и има ли основи за некои поголеми стравувања дека може сето ова да излезе надвор од контрола? По мене ова е обична граѓанска асоциација здружување и сметам дека ја нема да навлегувам во овие безбедносни аспекти, дали службите треба да се занимаваат со тоа, има врни професионалци од таа област. Меѓутоа, како што слушнавме тука председателот на здруженијето Андов Лазов Јанев Ќосето, тоа мислев, рече дека прво рече ненасилно, а сите дискутанти прво го зборат насилно, па потоа ненасилно, значи ненасилно, а сметам ако треба и ќе влеземе во собрание. Сметам дека мисли со тоа дека ако бидат нападнати ќе се бранат. Тоа мисли. Од друга страна, реков јас не би навлегувал во безбедносните аспекти, треба да се направи проценка и како што кажа господинот Марковски, тоа треба да биде во согласно со закон, да се провери дали е тоа. Јас мислам дека 5 души се потребни за основање на здружение, меѓутоа не е важно, и 3-5. Значи, нели има програма, план и така натаму, мора да работи врз тие принципи и може да му се изврши контрола, така што мислам дека ако нешто излегува надвор од законските прописи, треба да се преземат мерки од страна на органите кои ја прават таа контрола, пред да дојдеме до безбедноста. Тоа е нешто што можеби ние не го знаеме, можеби службите за безбедност тајни преземаат мерки. Тоа е прво, а второ, како што имам јас информација од порано, дека овие здруженија одамна сакаат да се здружат, бидејќи доаѓаше и до некои недоразбирања помеѓу нив. Бидејќи се работи овде се за некои револуционери, и Пере Тошев има и не знам,
еве сега овие што се од Прилеп, така што Милетошев, Андон Ќосето, Тодор Александров, Лазар Поптрајков, Дамјан Груев, Делчево, меѓутоа сите користат имиња на познати револуционери и затоа и бараат дозвола од Министерството за правда и затоа некои не добиле, бидејќи најверојатно се смета дека не ги исполнуваат законските услови за да добијат, затоа што може би некоја друга институција носи такво име. Но дали е нормално да се инсистира на замена и субститут на институциите? Тие велат прашањето за опстанок и просперитет на државата не е само работа и на политиката и институциите на државата, туку тоа е витален интерес на народот кој е активен субјект, што е нормално активен субјект, но вели и гарант на заштитата на националните и државните интереси. Видите, тие не направиле ништо. Треба да направат нешто, како што каже и господинот претходно, значи оваа тиранската платформа, иако ја имаме на лиц хартија и е според мене многу поголема закана од ова, па да знаеме дали тие нешто планираат на безбедносен план лошо или не. Значи не можеме ни да ги казнуваме за нешто што изјавиле или да ги осудуваме за нешто што изјавиле. Ако направат нешто, тогаш тоа е друга причина затоа што сега ние само предпоставуваме. А никаде во светот за предпоставки не се презимаат никакви мерки, а посебно кривични мерки. Така што сметам дека нивната главна идеја да се здружат, бидејќи тие и онака се дружат на приватен план, сега едноставно тоа го официализираат затоа што како што гледав и јас на некои социјални мрежи, имаше превирања помеѓу нив дали е тој вистински револуционер или овој. Андов Лазов Јанев Ќосето, тој е голем револуционер, точно е дека тој извршил убиство над одреден бег кој малтретирал македонско население во територијата на Вардарска Македонија, па побегнал во Солун и го убил својот брат затоа што го користеле турците за да го открие неговиот идентитет. И било прашање дали тој ќе опстане или братно. Така што тој морал да го стори тој чин, значи секогаш дали човекот се најважен сам на себе, па после другите. Знаете сега во оваа жештена реторика, почнувајќи до на позната изрека во организацијата на времето, долга е раката на ВМРО ДПМН, па до она што сега се интерпретира, ќе ви го пратиме Ќосето и сето тоа создава една не е тоа, сам кажува дека ќе бидат и против ВМРО ДПМН доколку е, значи ќе протестираат прво ненасилно, ако бидат нападнати насилно, веројатно на тоа мисли, ќе протестираат и против ВМРО ДПМН. Значи, доколку ја прифатило таа платформа ВМРО ДПМН, најверојатно тие би протестирали и како што сега имаме, гледате на протестите многу граѓани обиколени со знамења на СДСМ кои протестираат против тоа да се прифати, така и овие кои се членови на веројатно на партијата, меѓутоа немаат некои функции, нели, за да бидете некое официјално лице од партијата, треба да сте или член на или месен, општински, централен или извршен комитет, овие не се тоа, така што делуваат самостојно и дури не се слагаат со некои ставови, сигурно не прашале никој дали да се здружат или не, се здружуваат доброволно. Така што тие може утре ќе бидат и во друга партија, може би ќе сменат, како што тоа се случувало, бидејќи дел од тие членови се добро познати, учествувале и во некои поранешни дејствија, така што не значи дека секогаш ќе поддржат одредена политичка структура или партија, туку едноставно сега... Иако сега отворено не кријат дека поддржуваат една. Па сега кажуваат и зошто. Значи, поради таа платформа. Така што тоа е нивно мислење. Сега ние во мислење не можеме да се мешаме на луѓе, затоа што тоа е нешто што најмногу се осудува од страна на Западна Европа. Не може за мислење да се казнува. Не говориме за мислење, тука говориме за искажани ставови. Да ви кажам само тоа, имаше 2-3 члена во Југословенскиот кривичен законник. Вербалниот деликт е укиден. Тука имаме повик со насилни или ненасилни средства да се брани државата. Реков како што го разбрав, пошто го гледам човекот, он мислеше дека насилни доколку вика ние ќе застанеме во првите редови и ќе одиме со народот заедно, значи у смисла дека доколку дојде до нешто, тогаш
веројатно мислеше на нас. Тука има многу за дебата и кој е народот и на чија страна. Интервенцијата на полицијата, изостанува интервенцијата на полицијата, пазите, полицијата. Тоа не се веше сега за полицијата според мене е должна веднаш да ги процени овие состојби каде што имаме повик, затоа што одредени кривични дела од главата 28 кривични дела, не, само дозволете. Значи, самиот повик за насилно влегување и рушење на институции представуваат основ на сомнение за сторено кривично дело каде што полицијата има обврска веднаш да превземите одредени действија согласно закон, односно и јавниот обвинител. Јавниот обвинител исто така има надлежност веднаш да отвори соодветна постапка. Ја не гледам нешто страшно, бидејќи не направи ништо и не. Проблемот е да не се случи страшното. Знаете што? Затоа што една работа во такви услови, ако излезите од контрола, многу тешко може да се контролира. Затоа што јас често во моите настапи тврдам дека некои како да посакуваат хаос во Република Македонија се со цел да ги попречит истрагите за докажување на криминалот и корупцијата. Позадината на сето ова е точно таму. Тоа е мој став кој што јас упорно го бранам. Ми го кажувам дека тука треба да се барат вистината, затоа што најголемиот дел и во изјавата на господинот стоеше најголемиот дел, односно не најголемиот, некои 20 до 30% од лицата кои што се во овие здруженија се лица со лиценци и вршат работни задачи во делот на обезбедување, односно во агенциите, кои што исто така поседуваат и огнено оружје и не се безбедносна група која што и текако треба да представуваат основ за следење и анализирање од страна на полицијата. Ангел, имате големо искуство и од 2001-та од различни случувања кога исто така патриотскиот набој беше голем. Сега голем дел од сите овие прашања се во сферата на оно што се вели рационални или ирационални ставови од одредени политички ситуации, политички спинови и така натаму. Меѓутоа, со сето искуство што стои зад вас, како гледате на сето ова што се случува денеска, на формирањето на овие патриотски здруженија и особено аспектот на повелбата? Што препознавате во тоа? Помеѓу овие личности кои што можеме да ги видиме во медиумите, не можам да препознам некој истакнат бранител. Може би некој бил некаде резервист. Дури не можев да видам ниту еден професионалец, припадник на армијата или полицијата кој што членува во овие здруженија, односно да го видиме во медиумите. Може би некој да членува, но да не се појавува на медиуми, но можеме да ги видиме сликите на кои што се гледат, фотографиите на кои што се гледат повеќето членови од овие здруженија. Добре, БЕДЕМ, и подписници се и БЕДЕМ и Здружение на воени инвалиди од 2001-та, кои што на времето нели гласно ви го оспоруваа вашето право да ги застапувате правата на бранителите. И во БЕДЕМ немате бранители, има можеби 5-6 бранители. Еве да речеме, зборуваме за реални бранители, бидејќи за жал во Македонија има многу фиктивни бранители, исто како што и денес имаме фиктивни бранители, кои што, освен што се фиктивни бранители, и ја бранат државата од фиктивна опасност. Но како и да е, никој не може да го оспори правото на здружување, но повикувањето дека ќе ја брана државата со насилни средства, може би представува кривично дело. Тоа верувам дека Љубомир подобро ќе го објасни, бидејќи многу е добро информиран во тој дел на кривичното право. Јас сметам дека целта на овие здруженија е да вршат услуга на ВМРО ДПМН, верувам дека се формирани по налог на ВМРО ДПМН и со ваквите закани тие треба да предизвикат немир, па и заплашување кај македонските граѓани, особено кај опозицијата, кај припадниците на опозицијата, во смисол дека колку се тие страшни и опасни и они ќе го бранат собранието, бидејќи Даштевски е во право за неговото тврдење, но тие зборува дека ќе застанат на чело на народот кога ќе се влегува во собранието. Не, тој дел не го коментиравте, значи кога тие би го бранеле народот од некој вооружен напад, тоа е една ситуација, но како што кажа професорот Благоје Марковски, во Македонија само две институции имат право да ја бранат државата. Тоа е македонската армија и македонската полиција. Никој нема право само иницијативно да земе пушка или било какво оружје и да отиде да ја бране државата.
Доколку овие млади луѓе се вистински патриоти, а верувам дека се патриоти, немам причина да не го мислам тоа, тие тогаш треба да се вклучат во резервниот состав на армијата и полицијата. Се разбира доколку некој од нив во овој момент не работи во армијата и полицијата, но колку што можев да видам, како што реков на почетокот на моето излагање, многу малку или јас не видов никој таков, и како припадници на резервниот и армискиот состав, на резервниот армиски и полициски состав, ќе имат право со насилни средства да ја бранат државата, се разбира доколку за тоа се појави потреба, но тогаш тие ќе бидат вклучени во вооружени структури, каде што ќе бранат тогаш кога за тоа ќе добијат наредба, а не тогаш кога за тоа ќе процени раководството на ВМРО ДПМН или раководството на некоја друга институција. Значи, зборам за овде, мислев и на овие формални лидери на Заедничка Македонија, знаеме дека тие не се реални лидери и за жал тие успеват во намерата, кај дел од граѓаните постои вознемиреност, некои се исплашени и затоа и ние вечерва дебатираме, бидејќи има ефект нивната појава, но јас сакам да ги смирам македонските граѓани да не се плашат од овие луѓе, бидејќи во основа мнозинството таму верувам дека се добри луѓе, честни луѓе, патриоти, кои што од одредени мотиви, кои што најверојатно кај поголем дел од нив се практични мотиви, влегле во ваквите здруженија. Причина повеќе да мислам дека тие се влезени во овие здруженија или овие здруженија се формирани од страна на ВМРО ДПМН е затоа што кога ние како достоинство организиравме протести против именувањето на Талат Џафери, изборот на Талат Џафери за министер за одбрана, ниту еден од овие луѓе не дојдоа да протестират заедно со нас, бидејќи тоа беше загрозување на државата, затоа што командантот Дучека стана министер за одбрана. Никој од нив не протестираше кога беа амнестирани хашките случаеви, никој од нив не протестираше кога за директор на пошта беше ставен учителот од Радуша, никој од нив не протестираше кога во Радуша се направи споменик на Адем Јашари, лидерот на Косовското учето. Има многу такви примери. Која е црвената линија која што во овој случај се преминува од она што се подразбира под граѓанско организирање до она што сега значи страв и дилема? Дали е ова најава за некакво параорганизирање? Како сакате крстете го? Параполициско, паравоено, бидејќи имаме повик за бранење на државата со насилни и ненасилни средства и субституција од страна на овие групи на институциите. Прво да кажам дека ова не е новост за Република Македонија. Вакви појави, повици и организирање имавме во 2001 година и тие беа дефинирани како паравоени и параполициски структури. И, да бидам искрени, многу штета ни нанесоа. Без оглед што не беа под капата на ниедна политичка партија, само иницијативно се здружува, но произведоа... Мислите на? Разноразни паравоени формации кои се појавуваат 2001 година, па правеа немири, инспирира... Дел влегоа потоа во полициските структури, па беа... Не мислам на тие, на лавовите, бидејќи тоа си е формацијска структура на Министерството за внатрешни работи од 2001 година и тука е сосема поинаква ситуација. Зошто сакам сега ова да го поврзам со ова? Се случува истото, значи имаме најава за делување покрај на ненасилни и сонасилни. Тоа подразбира дека ако се действува со насилни средства, треба и да се опремуваат. Самото тоа опремување ја дава дефиницијата дека фактички ни се создаваат параполициски и паравоени структури. Кривичниот законник од 2014 година го лоцираше овај проблем заедно со проблемот на учество на наши граѓани во разни туѓи војски, паравоени и параполициски структури и го измени на дополни кривичниот законник со еден член и неколку става. И јас сакам да бидам потполно конкретен во таа смисла, да кажам дека со цел да ја потврдиме оваа сериозност на нашава дебата,
последниот став од изменетиот член на кривичниот законник вели: тој што спротивно на законот, на собир, преку пишан текст, со аудиовизуелни снимки, преку социјални мрежи или со било кој друг облик на комуникација, ќе повикува со ширење или ставање на било кој друг начин на располагање на јавноста на вакви пораки, насилни, или на овој начин ќе врбува или поттикнува лица да ги извршуваат погоре наведените кривични дела, ќе биде казнен со казна затвор од најмалку 4 години. Значи, со самото ова, што тие најавуваат, дека со насилни средства се подготвени да действуваат, тие навлегуваат во сферата на своето организирање како параполициска или паравоена формација и со тоа автоматски го кршат кривичниот законник, односно се доведуваат под казната затвор од најмалку 4 години согласно овој став од кривичниот законник. Од тука и произлегува сериозноста дека институциите кои се надлежни, пред се мисла на Министерство за внатрешни работи и на јавното обвинителство, дека треба сериозно да ги разгледаат овие изјави и дека во превентивна смисла треба да преземат соодветни мерки и активности да не дојде до организирање. Што би било тоа, двајцата сте експерти во оваа сфера, превентива во која смисла и акција во која смисла? Еве Ѓурчевски препоставам. Законот за јавни собири во членот 6 јасно ги определуваат задачите и надлежностите на Министерството за внатрешни работи во случај кога на јавниот собир се вршат кривични дела и прекршоци. Че Министерството за внатрешни работи е должно да побарат од организаторот да ги отстрани сите тие чинители, односно сите тие лица кои што вршат кривични дела и прекршоци и за да може полицијата да го воспостави веќе нарушениот јавен ред и мир, или доколку сериозноста на прекршувањето, односно и вршењето на кривичните дела и прекршоците е од поголем обем, полицијата може да го забрани согласно членот 6, може да го забрани и одржувањето на тој јавен собир. Но тоа се оние законски форми. Генерално, јас лично не сум против протест, но сум против насилни протести и сум против повикување на насилие. Правото на протест е уставно право и секој има право да протестира. Но проблемот кај овие здруженија е дотолку повеќе што овие здруженија се идентификуваат со политичка програма и се идентификуваат со политичка партија. Тука согласно законот за здруженија на граѓани настануваат конфликтот, односно проблемот, каде што здруженијата на граѓани, односно тоа се невладени организации, непартиски и непрофитабилни организации. Но тамо, јас ќе се надоврзам на ова што го кажа професорот Марковски, значи за нас е и како битно за полицијата, значи да ги истражуваат и средствата кои што на овие лица некои им ги донира за да можат тие да протестираат. Дури ако сакате и онај пијалок и храна што го добиваат. Значи, тие здруженија на граѓани мора да бидат подвргнати на контрола од страна на институциите. Затоа што ова што сега ние го имаме, професорот Марковски точно посочи на членот 322 од кривичниот закон, значи учество во странска војска, полиција, паравоена или параполициска формација. Точно ние сега во ова време треба да создадиме ситуација институциите максимално професионално, особено Министерството за внатрешни работи, максимално професионално да си ги извршува своите работи и работни задачи за да попречи сторување на кривични дела. Пазете, некој да повикува дека ќе влези во парламентот каде што заседаваат легитимно избрани пратеници. Господа, тој сторил со самиот повик, тој сторил кривично дело. Тука доаѓаме и до дилемата, вие сега кога веќе одиме во насока на тоа разглобување од безбедносен аспект, што е параполициска, што е паравоена структура. Сето тоа, освен вербални изјави, кои што очигледно упатуваат на некаква намера за употреба на сила, но тоа е намера за употреба на сила која што треба да ја испитува јавното обвинителство, може и послушниот глас, тоа предпоставува и оружје. Тука е веќе посериозен проблем ако тие луѓе имаат достапи до оружје. Точно заради тоа, ние, значи, генерално, ниту јас, ниту било кој овде вечерва што дебатираме, кажуваме дека тие протести треба да се забранат. Не.
но на тие протести треба да се отстрани сето она што би можело да доведи до загрозување, односно до нарушување на вкупната безбедносна состојба и до сторување на кривични дела, што е обврска на Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, е должна постојано таму да биде присутна. Ако јас, пошто јас добро ги анализирам и ги следам протестите, и овие протести и протестите на шарената револуција, каде што присуството на полицијата за време на протестите на шарената револуција беше драстично поголемо визави присуството на полицијата на овие собери, каде што овде веќе имаме повик за насилно влегување во државни институции, односно превземање на државни институции, што дури може да доведи до сторување на кривично дело во оружен бунт. Но тоа е само предпоставка, викам, може да доведи како основано сомнение и затоа полицијата мора сериозно да го разгледува, да го следи овој проблем, овој феномен, кој што нас не се случува. Нормално, јавното обвинителство е на врвот на истрагите, особено за делот на криминалот. Тоа е најнадлежно. Јавниот обвинител треба постојано на полицијата да издават насоки како да действуваат и што се да преземат за да попречи сторување на кривично дело. Знаете што, во начело на криминалистиката е што повеќе и на криминологијата што повеќе превентивно да се спречи отколку репресивно. Никој не ја сакат репресијата. Значи никој не ја посакува репресијата, да бидеме начисто. Ниту па јас се залагам за репресија. Затоа јас овие иницијативи кои што сега нас ни се појавија ги анализирам и од тој аспект. Нивната генеза и нивната појава, генезата е точно сите оние целокупната оваа политичка криза која што ни се создаде во последниве 2 години наназад. Значи од 2015. Тоа е нивната генеза и нивната појава. Значи сега се доваѓаат до една предпоставка, односно едно основано сомнение каде што позадината на овие здруженија е да се овозможи некој на нелегален начин да го задржи нелегално стекнатиот имот. Ангелов, некој може да ви на сето она што претходно го кажавте, би можел да ви реплицира добро и вие со достоинство и со ваши приврзаници застанавте на чело застанавте за шарената револуција, присуствувавте на тие протести, за тие протести подоцна застана СДСМ и да ви го постави прашањето или да го стави сето она што го говоревте во некаков спин канал, која е разликата? Јас воопшто немам ништо против протестите и против луѓето кои што протестираат, ниту во мој јавен настап сум ги навредил. Верувам дека добар дел од луѓето кои што протестираат секој ден се искрени, честни патриоти кои што навистина се загрижени за државата, бидејќи тоа и го сервира пропагандата на режимот. Но ништо не е спонтано. Има една изрека дека на овој свет има само спонтан абортус, сето друго организирано. Така што овие протести и тоа како се организирани од страна на ВМРО ДПМН. Во спротивно ќе излезе дека Бетмен Велит и Борис Дамовски, оперскиот пејач, се поеќе од раководството на ВМРО ДПМН затоа што собират толку луѓе. И јас немам ништо против мирните протести, напротив, тие укажуваат за одредени стравови, посебно кај македонскиот народ, и треба сериозно да се земат во предвид барањата на протестантите кои што протестираат веќе 40 на дена. Проблемот настанува тогаш кога некој кажува со насилни средства ќе ја браниме државата, а при тоа не е дел од структурите на МВР или на АРМ. Марковски спомена дека имало такви формации и групи во текот на 2001-та. Од каде сега? 2016-та би излегло и тоа оружје, и тоа тие пари, и таа логистика за да се оствари ова, кое што сега е само на ниво на проглас. Прво, не се согласувам дека 2001 имаше во таков тип, кој што сакаше да каже професорот, и јас мислам малку поинаку, но денес такво нешто е невозможно. Во 2001 година имаше војна, оружје можеше да се најде на секој ќош. Денес е 2017 година и овие луѓе кои што ги гледавме во вашиот прилог, па и луѓето кои што протестират, не верувам дека сакаат крв македонци со македонци да се потепат пред собрание. Јас длабоко сум убеден, доколку масата народ, предводена од овие така набилани батки, се обиде да влезе во собранието, ЕБР и ЕС за без проблем ќе ги сопрат, но само доколку добијат таква
наредба, односно команда и доколку има соодветен број на полицајци, како што кажа Љубомир, излегува дека шарената револуција ја предводел ЛГБТ заедницата, а мисле дека овие хомосексуалците од ЛГБТ биле многу поопасни. Да ги со изразите малку за да не поттикнуваме. Каде ми поентата? Зборува дека шарената револуција изгледа многу била поопасна. Луѓето кои што таму протестирале биле поопасни. Овде излегува дека се многу попитоми луѓе, помирни, што всушност не е точно. И таму имавме македонски граѓани, сите тие се добри, убави македонски граѓани, и сметам дека доколку МВР добие наредба, а не гледам причина да не добие, бидејќи било кој насилен влез во собрание, МВР е должна да го заштити собранието. Со тоа што сега се набива тензија за СДСМ да не се обиде да ја прекине оваа седница или да не ја прескокне точката на дневен ред, да отиде со избор на претседател на собрание. Се набива тензија за да ги замислат и раководството на СДСМ и воопшто поддржувачите на опозицијата дека ќе падне крв доколку СДСМ направи нешто што впрочем може да го направи во согласно со македонскиот устав. И токму тоа е поентата. Јас не верувам дека во било кој сценарио некој ќе се обиде насилно, особено со оружје, нели со насилни средства, бидејќи ние имаме сега една апсурдна ситуација. Овие луѓе кои што со насилни средства ќе ја бранат државата, под одбрана на државата подразбираат влегување во собранието. На тој начин ќе направат, можеби, ќе продуцират една крвава војна, која што потоа ќе биде тешко да се сопре. И затоа не верувам дека никој не е до толку налудничав доде во таква некоја варијанта. Она што е специфично и господин Рачковски е дека постојано се говори во име на народ. И сега, народот е многу поширока категорија од гласачите на ВМРО ДПМН или само од гласачите на СДСМ. Значи, кога зборуваме за народ, особено во Македонија или за граѓани на Македонија, тука имаме многу категории. Но кој е народот кој што вие го препознавате во овие пораки? Само ако може прво да се произнесам, бидејќи нели втор круг направите. Така два пати немав право на збор. Па ќе се произнесам по другите излагања. Апсолутно не се слагам со господинот Марковски и со господинот и другиот господин текно како се викаше. Мислам да тука да се оди затоа што Ѓурчевски, затоа што фактички ги слушавме луѓето што рекоа. Значи, ова било кривично дело, па вие рече со насилни и ненасилни, ако треба, значи вие имате кривично дело во кривичниот законник нужна одбрана. Ако некој ве нападне и вие му го звратите, не одговарате за тоа. Само не треба да не ја пречекорите нужната одбрана. А камоли кога некој ништо не направил, ја апсолутно се слагам со господин Стојанче дека ова се мирни, питоми, фини луѓе кои се патриоти пред се, затоа и такви се имињата на нивното здружение, значи патриотски здруженија, кои може да се видат на протестите и никогаш ништо не направиле. Значи не можеме ние да ад хок да ги обвинуваме. И само еден збор да кажем во врска со ова, дали имало или немало доволно полиција. Кога беа протестите на шарена и ми сметам дека апсолутно тука не стои ВМРО ДПМН, нема врска никаков криминал. Овде се работи за заштита на државните интереси, криминалот си го тераат две обвинителства и нека си го тераат, тоа нема врска едно со друго. Тоа е второ. И трето, ова шарената револуција кога протестираше имаше многу насилни действија кај што имаше скршени раце, нозе, глави на полицајци и поради тоа тоа беше само една вечер. Само да не прекинував. Значи не, се запали канцеларијата на претседателот на државата. Тоа беше втора вечер. И така што понатака имаше фрлање на презервативи и други средства на згради, нанесување на штета што може, бидејќи беа тие протести насилни, а беа насилни затоа што никогаш не можеа да соберат доволно луѓе како што собираат овие протести. И не треба да бидеме изненадени, сега ја не сум безбедњак, меѓутоа кога првиот викенд кога најави они викенд дека ќе прават, бев во ГТЦ да приватно, да си купам некои работи и се враќам зад собранието, имаше 30-40 коли со специјални единици, како што кажа и Стојанче, кои се спремни да реагираат, меѓутоа тие не беа видливи за граѓанството. Не е тајна дека ги поддржувате протестите, ги поддржувате и ВМРО ДПМН. Да, значи не е точно дека не прават проценка, меѓутоа нема потреба да излегуваат затоа што овие што протестираат сега граѓаните, меѓу кои може би има и дел од овие, како што ги кажа Стојанче,
патриоти, тие граѓани не оставаат ни едно ливче позади нив. Значи нема ни една сијалица скршена, ништо нема никакво насилство. И поради тоа се прави таква проценка дека толку треба, ако треба повеќе, треба гледаме дека полицијата на Република Македонија не е во иста состојба како што била, дека е во многу Но и ве се прашувате ли вие ќе го штитиме народот од кого? За вашето прашање и кој е тој народ во чие име настапува? Имаше размислување дали ВМРО ќе прави протести, имаше едно здружение како се викаше што проба да прави протести тврдокорни, па не успеа, нели се собра многу малку луѓе и одеднаш се појави ова здружение кој го повика народот. Не викам ја дека се они некои кој знае какви револуционери, Бетмен, Велит или Дамовски или ова, меѓутоа го повика и во истиот народ истиот ден имаше огромен одзив. Во време на присуството на господин Ткан имаше преку 200.000 во цела Македонија, а околу 100.000 во Скопје. Тоа е огромен народ кој не смее да се потценува. Во светот, во Европа, значи ако соберете 10% од население во една држава, вие апсолутно ќе предизвикате внимание од таа толпа. Еве јас да кажеме 2003 бев во Париз, кога Шал Пасква, тогашниот министер за надворешни работи на Франција, се обиде да донесе закон за внатрешни работи според кој секој граѓанин ќе биде легитимиран поради опасност од тероризам. Излезе народ на улици, значи преку 100.000, апсолутно за месец дена го повлекоа тој закон, бидејќи многу се внимава на народот таму. Ние не можеме 43-ти ден на протестирање. Гледаме дека има, гледаме дека има многу неутрални, имате порака, народ ќе ја браниме до последна капка крв државата од без оглед дали од македонец или од албанец. Тоа не е реалност, тоа е порака. И сега кој е народот? Во чие име сега ќе ви кажам, значи тоа ме прашавте и затоа да ви докажам кој е народ. Значи, пошто овие повикаат, се собра обичен народ. Значи, јас ви тврдам, одговорно ви тврдам, и знам, бидејќи имам искуство, дека ВМРО ДПМН како политичка партија, во 4-5 наврати што имаше, а и повеќе, 43 дена да држи ваква тензија, нема шанса да собере 100.000 во Скопје, без автобуси, сендвичи и така натаму, а камоли 200.000 во цела Македонија. Значи, тоа е обичниот народ, пред се неутралните гласачи, има и од страна на опозицијата луѓе кои се незадоволни, и точно е дека има членови на ВМРО ДПМН, не викам дека не, но ВМРО не стои за тоа, дури тие се обидува преку нели актерот Ванчо Петрушевски да ги повикаат, да им се придружат, меѓутоа тие проценија дека народот треба сам да оди да се види дали на вистина се сака тоа да не се изгласа ова тиранска платформа или не, а не тоа да биде политички потикнато, па да испадне дека ефектот не е тоа. Зошто народот чекаше Груевски да ги повика? Нема врска. Чекаше народот Груевски да повика и наредниот ден народот излезе. Дали е или не е политички сето ова мотивирано, бидејќи дел од здруженијата не кријат дека отворено ја поддржуваат политиката на ВМРО ДПМН од фактографот што го подготви колегата Александар Манасиев. Јавност и транспарентност, непрофитност, непартиско делување. Ова се основните принципи по кои треба да делуваат невладините организации во земјава, ако се суди по тоа што го предвидува Законот за здруженија и фондации. Но сложената политичка ситуација и поделеното македонско општество сериозно го метастазира и невладиниот сектор. Граѓанските организации добија предзнак на предавнички и на патриотски. По последните избори, Груевски го воведе и терминот десоросоизација, најавувајќи сериозни промени во граѓанскиот сектор. Ќе се бориме за десоросоизација на Република Македонија и јапнење на независен граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа на финансирање на фондациите и невладините организации по текот на најнапредните демократии во светот. Случајно или не, за овие промени не се чекаше долго. На почетокот на април, 22 здруженија со патриотски предзнак се обединија во така наречен Македонски национален фронт. Две од нив се веќе регистрирани, а другите се неформални иницијативи. Сите заедно донесоа повелба најавувајќи борба со сите можни средства против сите облици за рушење на Република Македонија.
Според професорката Миријана Најчевска, овие здруженија изникнале од прогласот на Груевски, а се граѓански параван за политичко делување. Тие се наменски формирани и тоа е многу јасно и воопшто не се ни крие. Да речиме, многу нејасно е како одеднаш ке изникнат 20 и неколку организации, здруженија на граѓани, без пред тоа да имаат било какви проекти, без да имаат било какви средства, врз основа на кои што тие ќе почнат да делуваат. Тоа значи дека од некаде доаѓаат тие средства. Во моментот за ваков вид организации тие средства можат да доаѓаат само од државата или од ДПМН како политичка партија. Според неа, на овие здруженија им се прогледува низ прсти, иако како што тврди, го прекршуваат законот. Доколку во тие активности на овие здруженија се гледа било кој облик на повикување на насилство, на рушење на институциите на системот, на говор на омраза, на поттикнување на национална, верска и слично омраза или нетрпеливост, дека тие веднаш ќе бидат повикани на одговорност и во најмала мера ќе бидат испишани од регистарот на здруженија и фондации. Тоа што никој не реагира, тоа што ниту полицијата, ниту јавното обвинителство, ниту судовите, ниту Министерството за правда воопшто немаат намера да ги спречат во незаконското делување, е само по себе не само индикативно, туку јасен показател дека тие се во функција на одредена политичка структура која што се уште е на власт. Тоа беше фактографската анализа на Александар Манасиев, но ова само да додадем. ВМРО ДПМН има само 51 пратеник, не можеме сами, само народот е тој кој што може да си ја спаси државата. Дали овие изјави од лидерот на ВМРО ДПМН се директен поттик за ваквите случаи? Па не само директен поттик, лидерот на ВМРО ДПМН, господин Груевски, со јасна определена цел ги повика. И тој фактички изврши позив на сите овие да излезат на улица и да се борат со сите средства за негово задржување на власт. Фактички и вчерашната изјава е многу дискутабилна, би рекол и опасна за безбедноста на Република Македонија, бидејќи во идентичен контекст. Во идентичен контекст, но да се одбрани државата. И со насилни и ненасилни средства. И тој го употреби тој израз, што значи и се закани. Дури и се закани, што значи неодговорните размислувања, уште повеќе неодговорните повици за вакво незаконско инспирирање на граѓаните се подведува под овој став од кривичниот законник и тоа не води никако кон доброто на Република Македонија. Јас денеска имав можност да ја гледам и следам пресконференцијата на председателот, односно премиерот и идниот председател на Република Србија заедно со американскиот сенатор Џон Маккейн, кој беше во посета на Србија. На сите нам на Балканот ни е познат за која личност станува збор. И неговите размислувања и стравувања идат кон тоа дека ова што се случува на Балканот, посебно на Западен Балкан, не само што ги нарушуваат интересите на Соединетите Американски држави, туку представуваат безбедносно прашање за Соединетите Американски држави. Дашевски, повикува Груевски на народ против народ и насилство? Не, апсолутно не повикува. Тој кажува дека тој, како политички субјект, односно председател на политичка партија, не можат они, бидејќи немаат средства, демократски средства, значи имаат 51 пратеник, да го спречат донесувањето ова доколку дојде до дискусија. За тоа знаем платформата дека е повикување на целосна федерализација на Македонија. По мене е многу поопасно што премиерот на Косово повикува да си иземат работите во своји раце, што пратеничката Дода од Албанија повикува дека треба да се земе конечно работата во своји раце во
А што е повикот? Јас не можам со моите пратеници, помогнете ми. Што е напад од страна, уште поопасно, и што, нели, треба да се дискутира за овие... Сега немавме време да разговараме за платформата, инаку да одговорам на прашањето, да доодговорам. Оно што го дадовте слайдот, тоа беше од време кога се направи обид да се направи постизборен инженеринг, односно да се сменат резултатите од една партија во корист на друга, што не успеа. Тој инженеринг не успеа и тогаш се обрати господинот Никола Груевски, ја како што знам, има службена белешка на МВР, каде што се знае кои организации невладини, од кого платени, учествувале во тој предизборен инженеринг, дека плаќале одредени структури, дека тука не мислам само на албанците, туку и на ромите и на ова, да, има. Невладини организации плаќале по 200 евра за глас. Така има во извештајот одредени сведоци, кои некои од нив се членови на партија, некои не се, го потврдиле тоа во извештајот на МВР и други работи кои стојат во тој извештај. Ова не е дадено така да му текнало него да го даде, туку имало информации дека се случувале многу противзаконски работи кои се спротивни на изборниот законник. Имаме и вчерашна изјава во која што вели народот. Дека гледавме на телевизија дека се делат дрва на луѓе, гледавме. Значи ги делат. Еве да се вратиме на вчерашната изјава. Тоа е последица сега. На вчерашната изјава. Јас не можам сам, ми треба помош од народот. Што значи тоа? Тоа значи дека доколку се изгласа ова, нема да биде он виновен, туку ако сака народот да си ја заштити државата, бидејќи доколку се изгласа платформата, знаеме сите добро дека нема назад, тоа значи дека тој не толку може. Значи може да се бори во парламент, еве, легитимно е да, например, 67 пратеници да изберат председател. Но исто е легитимно овие другите да дискутираат во границите на уставот и деловникот. Тоа се два начини на кои се делува законски. Ова другото можат граѓаните. Граѓаните се тие, значи според уставот на Република Македонија, значи суверенитетот произлегува од граѓаните и припаѓа на граѓаните на Република Македонија и власта се остварува преку демократски избрани представници, односно на референдум и други облици на непосредно изјаснување доколку биде потребно. Тоа не подразбира пратениците. Не подразбира, меѓутоа граѓаните што барат? Барат предвремени избори бидејќи распоредот во парламентот е таков што не може да ни донесе стабилност и тоа се случува, ние го гледаме во моментот. Беса веќе не дава подршка, тоа се веќе денеска имате 69 денеска имате бидејќи и Тачи се приклучи тоа вие не дават подршка за Талат Џафери. Значи за кој народ сега зборуваме? За членството на ВМРО? Не зборуваме дали има стабилност и нема стабилност и кои се средствата. Вие викате што значи тоа што каже Груевски. Тоа значи дека тој ќе се бори во парламентот. За се друго му е потребна помош од народ бидејќи тој толку му е силата, 51 пратеник заработи, а се работи за постизборна измама. Тиранската платформа не беше ставена на маса на гласачите што гласаа за СДС. Значи, мислам, не на сите барем. Тоа е сосема друга дебата околу платформата. Добро, сега на тоа мисли. Кога зборува, на тоа мисли. Не мисли на ништо друго. Меѓутоа, тука имаме и амнестијата на хашките случаи не беше во ниедна платформа. Добро, тоа се согласувам ја. Меѓутоа, сега зборуваме за она што викаат, што би рекле final cut. Значи, сосема кратка реплика и одиме на реклами, бидејќи привршуваме. Значи, крај на македонската држава. Тоа ви значи. И он сака да повика дека не треба да се дозволи да дојде до тој крај и да се избори, ако може да се избори, ако не може. Ќе ве прашам за кој е крајот и кој е непријателот после реклами. Во сите овие изјави јас препознавам едно спречување на специјалното јавно обвинителство да ја дореализират наредбата за влегување во управата за безбедност и контраразузнавање и вадење на сите оние податоци. И текако има со цел да се попречат сите на специјалното со цел да се попречат сите действувања за докажување на криминалот и корупцијата во претходното 10-годишно владење кога од Република Македонија се изнесени над 5 милиарди. Не, дозволете. Точно тоа е целта на ова повикување. Точно целта е тоа, не тиранската платформа. Ако некој сакаше да освојуваат гласови, ако некој господине професор Едаштевски, ако некој сакаше да освојуваат гласови на избори, тој ќе изнесеше тогаш платформата. Платформата е нешто друго, тргнете, а платформата затоа што до 5 до 12 платформата беше прифатена во целост од страна на лидерот на Мора да одиме на уште една кратка пауза за реклами и потоа се враќаме со завршните
реплики и коментари. Се мобилизираат патриотските здруженија во земјава, стари се обновуваат, нови се формираат, а сите имаат иста цел – одбрана на Македонија. Усвоија и повелба според која тие се подготвени со сите ненасилни и насилни средства да ја бранат татковината. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи го постави прашањето дали обединувањето на патриотските здруженија во Македонски национален фронт е граѓанска мобилизација, има ли опасност од создавање параполиција. Добивме различни одговори. Според Аднан Џаферовски на граѓаните им е кристално јасно дека повикот за обединување на некакви патриотски здруженија е само уште еден од низата очајнички обиди на веќе клекнатиот на колена Никола Груевски. Тоа што го очекуваат граѓаните е брз и мирен трансфер на власта и конечно ослободување на државата од канџите на режимот. Граѓаните треба да останат спокојни. Ставот на Беќаровски никој дека кога имаше права вистинска народна милиција, немаше ниту агенции за обезбедување, ниту параполиција. Според него пак формирање на параполиција дијалектички ќе предизвика и формирање на паравојска. Твитерџијата Гус Фринг смета дека патриотски здруженија во Македонија не постојат. Тоа се здруженија на пензионери кои што се прелажни дека нивната земја е во опасност. Сепак според Гус Фринг постои опасност од параполиција од причина што режимот е подготвен се да стори само да се ја заштити својата кожа и да не оди во затвор. Имаат спремено и параполиција, веќе не размислуваат за последиците на народот, туку само како да се спасат од одење во затвор, ќе биде лошо, напиша тој. Спротивен став од ова има Јане Ченто. Според него нема никаква опасност од паравојски и параполиција. Тој напиша, македонските патриотски здруженија се обединија да го кажат својот став за моменталната ситуација, а тоа е дека бараме да се отфрли платформата. МТ Персона на Твитер напиша дека зад патриотските здруженија се крие ВМРО ДПМН и нивните послушни песови кои само чекаат да бидат платени да излезат и да лаат на народот. Никнејмот Волкот од шумата има сличен став. Тие не се патриотски здруженија, туку партиски кои што името Македонија го користат за да ги зачуваат криминалците и нивните високи позиции, напиша тој. Ставот на Твитерџијата стварала се дека најголем дел од тие кои протестираат се членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, кои бранејќи ја врхушката си ги бранат личните општествени позиции. Овој мотив е премал и не е доволен за земање пушка во рака. Следствено нова не стравувам од никакви насилства или како што велите вие параполиција или граѓански мобилизации во милитарна смисла, напиша никнејмот стваралац. Енди Дуфрен пак смета дека се работи за обична закана на група насилници. Сепак државата го има апаратот за физичка принуда во своји раце по сите политиколошки дефиниции. Според него повеќето од граѓаните се на протест заради страфиот и со промена на извршната власт нема веќе Груевски да прави што сака со луѓето. Никнејмот Гандалф Дарет пак смета дека не се тоа патриотски, туку криминални здруженија на чело со попови. Неодамна 20 на патриотски здруженија од неколку градови во земјава станаа дел од така наречениот Македонски национален фронт за зачувување на националните и државни интереси. Освен тоа, тие надополнија иконографијата на протестите за заедничка Македонија со луѓе облечени во црно, беретки, големи крстови на градите. Тоа беа дел од вашите ставови, почитувани гледачи. Одиме со завршниот круг прашања. Ангелов би почнал од вас. Постои ли по се што слушнавме, по се што слушаме деновиве, опасност реална од судир народ против народ? Јас не верувам во такво нешто, но сепак сметам дека Советот за безбедност треба веднаш да заседава, бидејќи Никола Груевски кажа дека државата е нападната. Никола Груевски беше 10 години премиер, се уште е лидер на ВМРО ДПМН. Советот за безбедност треба да даде одговор дали навистина државата е нападната, од кого е нападната и дали и како ќе се браниме. И да не испуштам да одговорам на Даштевски, ја спомнавте пратеничката од албанскиот парламент Дода, каде што можеме да го видиме лицемерието на ВМРО ДПМН. Ние како достоинство побаравме од техничкиот премиер Емил Димитриев, од техничкиот министер за надворешни работи и од техничката влада на ВМРО ДПМН да ја прогласат за персона нон грата и да ја забранат влез во Република Македонија. И трета работа, овие дечки од овие патриотски здруженија може би изгледат страшни, но не се страшни, верувам повеќето од нив се искрени патриоти, ги повикувам веднаш да се пријават во резервниот армиски и полициски состав, за доколку државата навистина треба да се брани, да бидат при рака, да не ни се случи она што ни се случи во 2001 година, кога баравме да се јават резервисти, нив никаде ги немаше. Дашевски, знам дека е тешко да се одговори во една минута, ама од кого е нападната државата и кој е непријател? Па видите, државата е нападната од надвор, така што фактички имавме ние на тоа, имавме реакција, нели? Беше повикан министерот на, односно амбасадорот на
Република Албанија во Република Македонија стана министерот за внатрешни работи поради мешање во внатрешни работи на една држава и нели повеќе официјални лица како што е министерот за надворешни работи на Албанија Бушати рече дека мора да се смени уставот. Тоа е мешање во внатрешни работи спротивно на јус когенс меѓународните правни норми. Уште една минута, ама бидете прецизни. Ништо од тоа не може да се реализира, ништо од тоа не може да се реализира без двотретинско мнозинство гласови. Во моментот имаме 69 пратеници, вие сте политиколог, 69 пратеници кои што сака да формираат влада. Кој е непријателот од кого? И ВМРО ДПМН и овие групи за кои што се собравме вечерва да дебатираме, треба да го бранат народот. Веројатно платформата не е направена ниту од Еди Рама, туку му е дадена на него и е премногу радикална и дефинитивно со неја се прави федерализација. И од тоа треба ние да се одбраним, бидејќи ова е последно. Ако и ова го дозволиме, знаеме... Ама ништо не може да се смени, ниеден системски закон без две третини. Ги даде сите права и повеќе од тоа што се бараш. Па после дојде локална самоуправа, некој праша не заслужува да одговори. Ниеден системски закон, ни територијална реорганизација, ништо не може да се смени без две третини, значи без ВМРО ДПМН. Ако имате вие направено такво мнозинство со предизборна измама, каде што не сте ја понудиле платформата на граѓаните кои ве гласале, тогаш треба брзи предвремени избори да се произнесат граѓаните, бидејќи суверенитетот е во нивни раце и тие одлучуваат кој ќе влади. Ако се произнесат, тогаш нека прават влада. Ама не можете со постизборна измама да правите влада која ќе донесе одредени... Вие гледате дека сега... По оваа логика и ВМРО ДПМН не прават постизборна измама. И платформата, сега се барат и униформи, се барат и банкноти на... Дали ВМРО ДПМН Значи, во текот на кој ќе се направи владата, 2011-2014, се барат и други работи, значи ќе се тоа две-три работи имате надвор од платформата што се барат, а кога ќе се направи владата ќе ви се барат и повеќе работи затоа што во спротивно ќе немате влада. И апсолутно поради тоа, значи треба да се расчисти со тоа. Мислам дека тоа би било добро и со СДСМ, бидејќи сега они викаат, па ние ни рекоа уставни експерти нели дека не е тоа во согласно со уставот банкнотите и овие војните униформи. Ништо од тоа не може да се оспари без две третини. Наспа ни рекоа уставни експерти дека тоа е во согласно со уставот. Ма значи за било што да се смени клучата во ВМРО ДПМН. Да бидеме на чисто, бидејќи не е јасно. На вистина пробивме термин, сосема кратко на следно прашање. Дали 2011 и 2014 и 2008 ВМРО ДПМН направи предизборна измама, бидејќи ниту актуелниот закон за јазик, ниту хашките случаи не беа дел од предизборната програма. Видите, прво, апсолутно не направи затоа што и 2008 и 2014 имаше 63 пратеника и не мораше да прави влада со никого, можеше само да направи. Зборуваме за принципи. Кога е во ситуација да направи комотно влада со Дуи не сака да прави. Иако неколку пати и тоа правило победник со победник го наметна Дуи. Прашањето беше конкретно, ако е прашањето на принципи, ако е прашањето на принципи, дали е предизборна измама, ако не е предизборна. Зашто предизборна измама? Што е предизборна? Тоа е договарање, А ова не е договарање. Ова е ставено на маса, платформа е. Напишан документ, тоа го нема. По една минута, постои ли опасност од внатрешен судир и двајцата по 30 секунди, бидејќи на вистина пробив? Според мене и моите сознанија и од моите анализи, јас не гледам сега за сега опасност од доваѓање на внатрешен било каков судир, но јас сакам да ја повикам полицијата максимално професионално да си ги извршува работите се во насока на превентивно делување и попречување на било какво сторување, односно на било каква можност да оваа состојба излези од контрола и да не дојде до нарушување на вкупната безбедносна состојба. При тоа, повторно ќе кажам, ќе се надоврзам на ова што го повика и колегата Ангелов. Председателот на државата е должен да го свикат Советот за национална безбедност и јасно и гласно да кажат кои се правците од каде што се е загрозена безбедносната состојба. Не може ние овде дебатираме и кажуваме
платформата е изворна криза, ова е изворна криза, она е изворна криза. Председателот и обвинител и судија веќе донесе пресуда, ја донесе одлуката. 30 секунди за господин Марковски. Мора да му се овозможи на специјалното јавно обвинителство да си ги заврши своите истраги онака како што е донесен законот за специјалното јавно обвинителство, односно се што е во бомбите да излезат на виделина и да бидат процесуирано. Господин Марковски, мислам дека Република Македонија не е нападната однадвор, меѓутоа што се однесува до безбедностната состојба, таа е доста специфична, чувствителна, пред се од страна на внатрешните субјекти, пред се од страна на политичките субјекти, и од тој аспект моја препорака е и до овие граѓански здруженија да поведат сметка за нивните активности и мерки, да не се дојде во колизија со кривичниот законник, со ставовите кои ги цитирав. Инаку, тогаш кога Република Македонија ќе биде нападната, тогаш кога нејзиниот унитарен карактер ќе биде загрозен, јас ќе бидам во првите редови на демонстрантите и сите овие кои се појавуваат на улиците. Со насилни или ненасилни средства? Со ненасилни. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во топ тема на ваша страна за денеска. Останете и натаму со тема.